Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе обработиме глава 5 од Евангелието според Лука. Во неа се опишани настани кои ги има и во другите евангелија, кои веќе ги обработивме. Генерално гледано, со исклучок на првиот настан, сите останати запишани во оваа глава се наоѓаат и во евангелијата на Матеј и Марко. Ке почнеме со читање на првите 3 стихови. Еднаш, кога народот се притискаше кон него за да го чуе Словото Божјо, тој стоеше покрај Генисаретското езеро. Тогаш виде 2 кораба што стоеја покрај езерото, а рибарите беа излегле од нив и си ги плавеа мрежите. Тој влезе во еден од корабите, кој беше на Симон, па го замоли да отплови малку од брегот, па седна и почна да го поучува народот од коработ. Според тоа што го читаме во овие стихови, се чини дека една од најраните проповедални на Господ Исус беше бродчето на апостолот Петар. Како што можете да забележите, тој ја користеше секоја шанса за на луѓето да им зборува за небесното царство. Во претходните епизоди читавме дека проповедаше во синагоги, а сега на отворено небо, на брегот од морето. Кога ги повика дел од учениците, им кажа дека од сега натаму ќе ловат луѓе, а и преку своите проповеди Господ Исус го правеше истото. Стих 4. А штом престана да говори, му рече на Симон: заплови кон длабочините и фрлете ги мрежите своји за лов. Откако заврши со неговата проповед и со ловењето на луѓе, Господ Исус им кажа на Петар и останатите да почнат да ловат риби. Во Евангелијата според Матеј и Марко читаме дека кога Господ Исус ги повика Петар и Андреј, тие ги подготвуваа мрежите за да ловат риби. Гледајќи ги како го прават тоа, Исус ги повика да го следат. Тие ги оставија мрежите и почнаа да го следат. Но се чини дека по некое време браќата Петар и Андреј се вратија назад на риболовот. Ова го кажав претходно, а сакам да го нагласам и сега. Според тоа како ги разбирам Евангелијата, мислам дека Исус 3 пати ги повика неговите ученици. Во првата глава од Евангелието според Јован читаме како Исус се сретна со повеќето од нив во Ерусалим. Кога Јован Крстителот јасно кажа дека Исус е јагнето Божјо, дел од Јовановите ученици почнаа да го следат Исус. Таму беа Филип, Натаниел, а и Петар и Андреј. Но тогаш Исус не ги повика да го следат, само се сретна со нив. Потоа, кога минуваше покрај Галилејското море и ги виде како ловат риби, ги повика. Тие ги оставија мрежите и го следеа, но по некое време се вратија назад на риболовот. А како што ќе читаме понатаму во Евангелието според Лука, Исус потоа повторно ги повика, но тогаш ги нарече апостоли. Но засега само ќе напоменам дека ова беше првиот пат кога учениците се вратија назад на старата професија. Можеби на Петар му беше непријатно кога Господ Исус му рече да ги фрли мрежите во водата, бидејќи тоа беше како Господ да му вели: ти не сакаше да ловиш луѓе со мене, но јас ќе ловам риби со тебе. Стих 5. Но Симон му одговори и рече: Учителе, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме, но по твоја волја ќе ја фрлам мрежата. Петар како да му вели на Исус: не знам дали е добра идеја да ги фрлиме мрежите, бидејќи цела ноќ беа во вода и ништо не уловивме, но штом сакаш ќе го направам тоа. Стих 6. И штом го направи тоа, тие уловија толку големо количество риба, што дури и мрежата им се скина. Од исклучителна важност е во животот да се водиме според Господовите зборови. Ова е главната лекција која треба да ја научиме од стиховите кои ги читаме.
Кога Петар постапи според Исусовите зборови, неговиот улов беше толку голем што дури и мрежата им се скина. Замислете што ќе се случеше ако Петар одлучи да не го послуша Исус и да не ги фрли мрежите во водата. Кога тврдоглаво одлучуваме да не се водиме според Господовите зборови, често се лишиме себе си од приликата да ја видиме Господовата рака како действува околу нас. Стихови 7 и 8. Им дадоа знак на другарите што беа во другиот кораб да дојдат и да им помогнат. И тие дојдоа и ги наполнија и двата кораба, така што за малку ќе потонеа. А кога го виде тоа, Симон Петар падна пред нозете Исусови и му рече: „Оди си од мене, Господи, зашто сум грешен човек.“ Апостолот Петар беше свесен за своите гревови и ги призна пред Господ Исус. Проблемот во неговиот начин на размислување беше идејата дека Господ Исус треба да бега подалеку од грешниците. Но Господ Исус дојде на овој свет токму за да живее помеѓу грешниците и да го даде својот живот за нивни откуп. Добро е кога сме свесни за нашите гревови и кога ги исповедаме, но исто така од исклучителна важност е да знаеме дека иако гревовите не одвојуваат од Господ, сепак покајанието не приближува назад кон Него. Преку своите поуки, а и преку своите дела, Господ Исус јасно му даде до знаење на Петар дека нема намера да се тргне од него. Баш напротив, Господ Исус многу силно и моќно ќе го исползува Петар за да го проповеда Евангелието. Ако вие денес сте свесни за своите гревови и искрено се каете за нив, знајте дека Господ не завршил со вас. Тој може и сака да ви прости, но и да ве ползува за своја слава. Стихови 9 и 10. Зашто него и сите што беа со него ги беше обзел страф од многуте риби што ги уловија, а исто така и Јаков и Јован, синовите Заведееви, кои му беа другари на Симон, и му рече Исус на Симон: „Не плаши се, од сега ќе ловиш луѓе.“ Знаете, и Бог, но и сатаната ги ловат луѓето. Бог го прави тоа за да им даде благословен и вечен живот, а сатаната се обидува да ги улови со цел да им даде мизерен живот тука на земјата, но и вечно страдање низ вечноста. Јадицата со која сатаната ги лови луѓето се гревот и телесните задоволства, а Божјата јадица е крстот на Голгота, каде тој ни нуди шанса да се помириме со него и да станеме дел од неговото семејство. Моето прашање за вас е: на чија јадица сте фатени вие, онаа на Бог или таа на сатаната? Ќе продолжиме со читање. Во следните стихови Лука дава извештај за исцеление на лепрозен човек. Ова чудо е запишано и во Евангелијата на Матеј и Марко. Стихови 12 и 13. А кога беше Исус во еден град, дојде некој човек сиот лепрозен и штом го виде Исус, падна ничкум и молејки му се, рече: „Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш.“ Исус, подавајќи ја раката, го допре и рече: „Сакам, очисти се.“ И веднаш лепрата падна од него. За жал, некои луѓе ги земаат овие зборови како основа за идејата дека Господ Исус сака да ги исцели сите луѓе. Но тоа не е поентата на овие стихови. Тоа што Лука сака да ни го каже е дека кога Господ Исус сака да направи нешто, за него нема препрека во исполнување на неговата волја и план. Во тоа време лепрата беше една од посериозните болести и подразбираше целосна изолација на болниот од најблиските. Со тоа што Господ Исус го исцели лепрозниот, тој му даде можност да се врати назад кај своето семејство и конечно повторно да има нормален живот. Потоа ни е запишано чудото со исцелението на неподвижниот човек.
стих 17. Еден ден, додека тој поучуваше, седеа таму фарисеи и законоучители, кои беа дошле од сите села на Галилеја и Јудеја и од Ерусалим, а тој имаше сила Господова да лекува. Нема да ги прочитам сите стихови во кои е запишано чудото, но ќе нагласам дека станува збор за чудото во кое неколку пријатели отворија дупка на покривот од куќата каде беше Исус и го спуштија својот неподвижен пријател пред него со цел да го исцели. Најдеталниот извештај за ова чудо се наоѓа во 2 глава од Евангелието според Марко, но пред да го исцели неподвижниот, Господ Исус направи нешто друго, кое ги шокираше сите присутни. Тој му рече: "Сине, ти се простуваат гревовите." Причината поради која неподвижниот беше исцелен и гревовите му беа простени е фактот што тој беше свесен за својата потреба, а пријателите му помогнаа носејќи го кај Исус. Ако сакаме да ги доживееме Божите исцеленија и дела во нашите животи, ќе мора со понизност да признаеме дека сите ние сме во некаква потреба. Може би не сме парализирани во екстремитетите од телото, но сме парализирани од предрасуди, од непростување, од гревови, од пороци, од рамнодушност и слично. Главната причина поради која ги снимам овие аудио емисии е токму таа, да им дадам на луѓето до знаење дека без разлика што ја предизвикува нивната парализа во животот и без разлика за каква парализа станува збор, сепак тие можат да дојдат со вера кај Господ Исус и да го искусат неговиот допир. Би сакал и вас да ве охрабрам да се вклучите во ширењето на оваа порака. Сигурен сум дека не само вие, туку и вашите пријатели имаат потреба да слушнат за Господовите дела, а и да ги искусат во својот живот. Споделете ја оваа порака и дајте им прилика да го слушнат Божиот збор. Потоа Лука пишува за моментот кога Господ Исус го повика Матеј. Стихови 27 до 29. А потоа излезе Исус и виде еден царинник по име Леви, кој седеше во царинарницата и му рече: "Врви по мене." Тој остави се, стана и тргна по него. И во својот дом Леви му приготви голема гозба, а таму имаше многу цариници и други што седеа на трпезата со нив. Леви, односно Матеј, не беше човек кој имаше длабоки теолошки познавања, но сепак знаеше дека Господ Исус е многу повеќе од човек и учител и затоа тргна по него. Но тоа не беше се што тој направи. Стиховите кои ги читавме вела дека тој направи голема гозба во чест на Господ Исус и ги викна своите пријатели за и тие да можат да се сретнат со Исус. Знаете, кога Христос ќе ги промени нашите животи, следното нешто што тој го очекува од нас е да ја споделиме таа промена со оние кои ги познаваме. Кога последен пат сте го споделиле Христос со некој кој не го познава? Кога последен пат сте повикале некој да дојде на богослужение со вас? Кога последен пат сте ги споделиле неговите зборови со некој кој има потреба да ги чуе? Кога фарисеите и книжниците видоа што се случува, веднаш се побунија поради фактот што Господ Исус јадеше со луѓето кои беа сметани за најголеми грешници. Стихови 31 и 32. Исус им одговори и рече: "Здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Не сум дошол да ги повикам праведните на покаяние, туку грешните." Ова е многу едноставен, но длабок одговор. Господ Исус, всушност, сака да им каже дека проблемот не е во јадењето со грешниците, баш напротив, дека тоа и треба да го прави. Зошто? Затоа што тие се луѓе кои имаат потреба од спасение, а Спасителот
Не дојде да се дружи со праведниците, туку со грешниците. Евангелието е радосна вест за спасение на сите оние кои се свесни дека имаат потреба од спасение. Некои луѓе денес мислат дека се доволно добри и немаат потреба некој да ги спасува. На таквите можам да им кажам, Евангелието не е за вас. Ако мислите дека сте доволно добри за самите да си го заслужите спасението, тогаш Исусовото доаѓање за вас нема никаква вредност. Патем, не сте доволно добри за сами да го заслужите спасението. Никој не е доволно добар до таа мера. Писмото јасно вели дека сме грешни луѓе и дека вечниот живот не може да се заслужи, туку се добива како бесплатен дар преку вера. Стихови 33 до 35. А тие му рекоа, зошто учениците Јованови постат често и се молат, како и фарисејските, а твоите јадат и пијат? Тој им рече, зар можете да ги натерате сватовите да постат додека е со нив младоженецот? Но ќе дојдат денови кога ќе се оддели од нив младоженецот и тогаш во тие дни ќе постат. Кога зборува за сватовите, Господ Исус мисли на оние кои го следат, а кога зборува за младоженецот, тоа се однесува на самиот него. Поентата е дека постењето не е лошо ниту погрешно, туку дека времето се уште не беше дојдено за неговите следбеници да постат. Во следните 4 стихови Господ Исус вели: Им ја кажа и оваа парабола. Никој не пришива на стара облека крпа одсечена од нова облека, зашто и новата ќе се отпара, а и на старата не и прилега нова крпа. И никој не налива ново вино во стари мевови, зашто новото вино ќе ги расцепи мевовите, и тоа ќе истече, а мевовите ќе се упропастат. Туку ново вино треба да се става во нови мевови, па така ќе се зачува и едното и другото. И никој, откако пиел старо вино, нема да побара ново, зашто се вели, старото е подобро. Преку оваа парабола, Господ Исус прави споредба помеѓу старозаветната религија, базирана на законот, и новозаветната вера, базирана на благодата. Тој сакаше неговите слушатели да знаат дека не дојде да го закрпи веќе постоечкиот религиозен систем, туку да донесе нешто ново, односно Евангелието. Се разбира, тука мора да нагласам дека законот кој Бог го даде преку Моисеј воопшто не беше лош. Зарем Бог би им дал на луѓето нешто лошо и погрешно? Поентата е дека луѓето не можеа да се спасат преку пазењето на законот, бидејќи никој во целост не можеше да го исполни. Од друга страна, Евангелието на благодата им нуди спасение и на оние кои потфрлаат, но кои веруваат и живеат покајнички живот. Господ Исус не дојде да го поправи религиозниот систем на евреите во првиот век. Тој дојде да воспостави нешто многу подобро и да направи нов завет, кој е заснован на благодата, а не на законот, кој е заснован на внатрешна промена, а не на надворешна побожност. Тука ќе го завршиме денешното проучување на Евангелието според Лука. До следното, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.